Во ова божикно издание на вестите ќе зборуваме и за културата, поточно за поезијата. Мој гостин во студиото е поетот, концептуален уметник и граѓански активист Митко Гогов. Господине Гогов, најпрво срекни празници, добре дојдовте во вестите на Канал Вис. Оваа 2017 година за вас почна мощне успешно. Пред 2 дена стигна информацијата дека сте во топ 10 финалистите на меѓународниот конкурс Il Parnaso во Италија, што представува еден ваков значаен избор на поети во кој што се најдовте. Најпрвен добре ве најдов во оваа 2017 година и честитки и поздрави до вашите гледачи. Да, особено ми е драго дека оваа година за мене почна со одличен старт. Пред 2 дена ми стигна информација дека сум еден од топ 10 финалистите на еден меѓународен конкурс во Италија. И ова за мене е особено драга награда, затоа што секако веќе сум еден од наградените, затоа што воопшто не познавав никој од луѓето кои се дел од конкурсото. Она што го знам за самата награда е дека во областа Сицилија станува збор за награда посветена на еден поет кој е доста важен за италијанската книжевност и драго ми е дека повеќе од 300 поети од цел свет ете се најдов во топ 10. Така, но твојата поезија ќе се чита и многу пошироко, бидејќи неодамна, поточно изминати вединови, имаше уште една убава информација дека си ќе влезеш во светска антологија која што се прави за современа поезија на поети од цел свет. Како дојде до една таква соработка и до тоа твојата поезија да влезе во еден ваков значаен избор? Да, всушност и двете информации ми дојдоа во ист ден. Најпрвим беше информацијата за оваа антологија која ќе се подготвува во Аргентина од страна на еден врвен светски познат и реномиран поет Естебан Чептер. Со него имав можност да бидам на еден фестивал во Италија, но генерално неговиот интерес за мојата поезија беше од многу поодамна. Тој пред едно 7-8 години моја поезија беше издадена во едно високо квалитетно списание за литература во Шпанија и најпрви така беше допрена мојата поезија до него. Тој е исто така уредник на една позната радио емисија во Аргентина и бев дел од неговата емисија и во моментот почнува заедно со неговиот тим да креира антологија во која ќе бидат застапени најактуелните 50 на поети кои творат на територијата на планетата Земја и баш ми е драго дека јас ќе бидам еден од представниците не само на Македонија, туку и на Балканот. Така, што значи да се биде поет кој што од една вака мала земја ќе биде дел од светска антологија? Може би ли на тој начин да ја промовираме нашата култура, македонското перо? Знаеш, еднаш кога ќе го напишеш било кое дело или ќе го насликаш или тоа станува независно од авторот. И јас само за себе. Обично кога имам работилници за креативно пишување, каде споделувам искуство со помладите, им велам дека не треба да се врзуваме со она што го пишуваме, затоа што така ја даваме слободата на напишаното да стигне до правите читатели. Поезијата е буквално птица на нашите внатрешни души и доколку го отвориме кафезот на нашата душа, птицата може да се вивне на високо во облаците. Така е случајот и примерот со мојата поезија. Јас веќе 10 години творам и сум еден од малкуте поети во Македонија кои творат и се презентираат не само на територијата на Македонија или во балкански рамки, туку ете мојата поезија се преведува на едно 10-15 јазици, меѓу кои има и јазици кои воопшто не можам да ги препознам, како индискиот телугу, како јазикот во Пакистан, арапскиот и така натаму, или во Кина, исто така се подготвува нова антологија во која ќе бидеме застапени 20 на автори од Македонија, која ќе биде наменета за кинескиот пазар. Те прави ли ова присуство во светската поезија еден вид поетски амбасадор на Македонија? Па секако. И на Струмица како мое
моја база, моје родно место, но и на Македонија, затоа што секогаш кога одиме надвор од Македонија, ја имаме шансата да го промовираме нашиот дом. Но секако и како претседател на Сдруженијето Контекст Струмица, со помош на општина Струмица, веќе во овие неколку години била домаќин на многу извонредни поети. Овде беше Дениса Дуран од Романија, од Украина беше Лесија Мудрак, Майкл и Тери од Америка, имавме од Египет минатата година, така да, сметам дека поезијата е сериозна алатка во рацете на нашата заедница и доколку правилно ја користиме, со помош на добро кажаниот збор, можеме да допреме до душата на сите. Во овој контекст сакам да спомнам и почесната титула Почесен Козун на Песничка република, која што ја доби исто така изминативе денови. Ова официјално те прави на некој начин представник на македонската поезија. Што значи оваа така наречена титула? Да, после првите две амбасадорски места во Светската унија на поети и во независната држава во Литванија, ова ми е прва конзулска титула и искрено, по некое време почнуваш да чувствуваш одговорност за се она што го создаваш. Не си оној непрепознаен поет кој пишува само за себе и ги крие работите, затоа што сето она што го работиме како активност, како добротвор, знаеме дека е проследено од многу луѓе и одговорноста е голема, но исто така и задоволството да имаш можност да пренесеш порака што ќе облагороди многу луѓе е доста важна и доста значајна. За мене ова конзулско место допрва мислам дека ќе рефлектира во дејствие, затоа што се уште не сум бил да ја подигнам титулата, односно плакетата, но е одличен старт на оваа година и сметам дека во 2017 и самата година некако многу повеќе ветува од минатата. Ајде да се навратиме сега на она што го правиш со твоето Сдружение за развој на културата Контекст Струмица во нашите рамки. Роднокрајните поетски средби кои што почнаа на некој начин традиционално да се одржуваат, имаат свој контекст и своја тек, кога ќе ги имаме повторно за прв пат во 2017 година. Да, среќен сум дека успеавме до крајот на минатата година да направиме еден завршен циклус од 10 изданија и се надевам дека до крајот на овој месец, односно втората половина на јануари, веќе ќе имаме можност повторно да се собереме и да го започнеме новиот циклус, односно 11-тото поред издание. Так, ти благодарам на учеството, Митко, се надевам дека 2017 година ќе продолжиш да ја бележиш со низа успеси, твои лични, но се разбира и значајни за нас како регион и како држава. Ти благодарам за учеството уште еднаш. Ви благодарам исто за целосната поддршка како телевизија што ја нудите за сите оние културни работници кои се трудат да го направат светот подобро место.